Покачувањето на данокот за додадена вредност од 5 на 10% за одредени прехрамбени производи не е удар по джебот на граѓаните, туку спротивно на тоа. Вака министерот за економија Кришник Бектеши во интервју за Гласот на Америка ја правда одлуката на владата за зголемување на ДДВ-то за цела листа на производи за која вели дека не се основни прехрамбени производи. Прво и основно треба да се грижиме за тие што се најранливи категории. А најранливите категории се тие што користат најмногу основни прехрамбени производи. Производите кои беа најавени од страна на министерот за финансии, што влегуваат во прехрамбената индустрија, така наречена, значи не влегуваат во основните прехрамбени производи и кои се користат на дневна база, како што се лебот, како што се маслото за јадење, како што е оризот, како што се јајцата, како што е млекото. На списокот за поскапување, како производи кои според владата не им се секојдневно неопходни на граѓаните, се најдоа слатките, бисквитите, наполитанките, вафлите, обландите, гумените бомбони, тропското овошје, брашното од соја, путер од кикирики. Заедно со нив со изданок од 10% ќе се продаваат и месото од ирвас, печурките, тартуфи, морските плодови, одредени видови риби, пармезаноти и другите видови деликатесно сирење, како и кокосовото масло. Новиот закон за ДДВ, освен дел од прехрамбените продукти, ќе ги зголеми цените и на дел од огревните средства како што се пелетите, но и печките и котлите на пелети за следната грејна сезона. Владата откако неколку години го промовираше загревањето на домовите и деловните објекти со пелети, па дури делеше субвенции за нивно купување, реше да го зголеми данокот токму за нив од 5 на 18%. Иако министерот за финансии Фатмир Бесими вчера ваквата мерка ја правдаше со заштита на животната средина, неговиот колега од економија Бектеши денеска со поинакво објаснување. Тој вели дека зголемувањето на ДДВ-то е поради дисбаланс на пазарот со пелети. Секој ден, у секој момент, ако се приметува дека има злоупотреба на цените за одредени производи, во овој случај на пелетите, или пак не е одржливо за граѓаните што користат пелети, тогаш Министерството за економија во првата владина седница може да укине целосно, како што тоа го направило и претhodно, преку така наречените автономни мерки, каде што се прават нуласите давачки. Измените на законот за ДДВ, кој е дел од пакетот даночни реформи, во кој влегува и солидарниот данок, предвидено е во државниот буџет да инектира околу 140 милиони евра, од кои 70 милиони би биле само од солидарниот данок, кој е наменет за компаниите кои минатата година направиле повеќе од 10 милиони евра приход.